Ода на нашиот чанк денес е Бојан Велевски, момче кој што многумина веќе го знаат, затоа што се занимава со стендап комедија. И најпрво ајде да му кажам добро дојде во Струмица. Добро народ, него шо шанки ова без пиење, шо прави? Сега тоа е много... Друга тема, општина, тоа е веќе многу да се објасни, па да изгубиме едно поло сат и повеќе. Зошо, како, ова, она, да. Тој не сакаше, друг сакаше да му даде неговиот производ, па ќе му пречел на третиот. Јасно. А ова сточило шо крцка, зашо крцка? Ку знаеш шо правите вие на шанк тук? Не е до што правиме туку. Не знам, не поправаме, има разлика. Многу ми крцка. Не поправаме, не поправате, така си е. Ние ништо не правиме, али не поправаме. Така. А како си ти? Па ти кажам одлично. И времено се погоди. Во Струмица знам дека имаше претходно еден настап. Имам неколку настапи по Струмица. Оној официјално големиот. Тој големиот беше, да. Open Festival. На Open Fest беше. Па причината поради кој што тоа е овде на нашиот чанк е затоа што оваа недела ќе има повторно настап овде во Струмица, а за кое место и каде и во кое време, еве ќе препуштам тој да го каже тоа. Во Антон Панов. Добро. У Струмица. Во Струмица. За струмичани, струмичката публика и околните места. Во 19:30 и картата е некои символични 100 денари. Значи, добро слушнавте, во сабота во 19 часот и 30 минути. И 30 минути официјално почнува твојот настап, така? Да, станува збор за стендап комедија кој што ги трае најверојатно час време, затоа што 75 минути. Поголема од оние другите кои што ги прават. Знам дека просечно некаде 60 минути ги прават. Максимум 60 минути, тоа е во принцип кога немаш гостин. Кога имаш гостин идеш ти 1 сат точно, а гостинот иде уште некои 10 на 15 минути. Не знам затоа што претходно имаше стендап настапи, ево сега на некои твои колеги да не ги именувам, знам дека од прилика час време беше постојан, дури имаше и некоја шторперка тука на раката кој што му означуваше дека многу дисциплиниран тој некој колега, ја не знам, ја не сум од тие. Ја на пример сега завчера бев у Гевгелија и после сат и 15 минути ги прашав сакате ли уште? Сите рекоа сакам уште, викам уште 10 минути од мене. Јаве часто. Гратис. Значи имаш колку е на пример сето тоа по концепт и колку импровизација ме интересира? Па зависи у принцип од публиката, значи и од самиот настан. Дали тие ќе влегуваат во... Па добро, види се, у принцип ја почитувам публика и ги почитувам луѓето кои што дошли на настап, нормално кога некој ќе дофрли или ќе се насме интересно, значи тоа е симпатично. Не е нападно, не е вулгарно, значи симпатично. Има некои вулгарни кои што еве ти влегувале во... Има, добро, меѓутоа тие ги решавам по кратка постапка, не е битно. Битно е дека интеракција со публика мора да има. Прво комичарот ја воспоставува таа интеракција, потоа нормално публиката која маца ќе се опушти, да. Нема тука никој проблем, се додека е во контекст на темата и во контекст на што го збориме или ја што викам у контекст на журката, пошто ние у принцип у сабота нема да гледаме театар, нема да седиме здрвени, идеме да се поминеме убаво, да се опуштиме и да се журкаме. За кои теми претежно зборуваш? Па темите се у принцип секојдневни и вечни теми. Значи секојдневни теми се политика. Има и политика, ама ќе стасам до политика. Како не ми е страв, сега сам најжив кој ми спомнам. Политика. Сега ќе ти кажам, ќе стасаме до таму. Значи, темите се секојдневни вечни. Секојдневни теми се, еве, тебе секој ден што се деша во телевизија, на луѓето што им се. Да, што им се деша на луѓето у град, на факултет, на пат до Босилево, Василево, Струмица, Скопје и така натаму, у автобус, у банка, у школа, факултет, не е битно, на работа, на пат до работа. Тоа се секојдневни теми, на пазарче, нели? Да, различно. Дома со твоите, со жената и со децата, тоа се секојдневни теми. Сега, имаш вечни теми. Вечни теми се, пример, односот меѓу мажот и жената. Машко-женските односи, тоа е вечна тема. Исто така, сексот е вечна тема. Политика е вечна тема. И Македонија, пошто нели Македонија вечна, и тоа е вечна тема. Да, така да и името е вечна тема, ама сега за тоа нема да зборим. Да престанеме, нека дојдат на твојот настап и нека видат што поточно ќе се зборува и зашто ќе стане збор. Ти си актер по професијата. Да. И еве од кога почна да се занимаваш со стендап комедија? Кога реши еве да застанеш сам и да почнеш да зборуваш монолог да правиш? Усредно? Имам доказ. На клупата? Не имам доказ. Се качи на клупа и... Не, вака се ти кажам, ја усредно
настапив на има таму еден собир повеќе средни школи, го организира некоја европска организација, не знам, не е битно, и таму се представуваат секоја школа, различно зависи, стручни школи со едно, друго, трето, ја бев во стручна школа и ја почна нели се областа култура, забава и така натаму. Се качев и мојот прв настап, што е налик на стендап, беше у струмичка носија, на струмички дијалект, со струмички вици. Ајде го слушнам тој Не, вицот се малце... Знам дека многумина имат потешкоти да го доловат струмичкиот акцент, затоа што знам дека по принцип кажуваат дека е на струмички и сакаат да кажат дека е на струмички, меѓутоа има многу зборови кои што... Тоа беше, сега ти кажам, треба тука да живе за да... Јас се спремав за тој настан, значи едно месец дена, учев, значи тоа... Струмички. Да, значи еден виц го земав, пошто тогаш уште не знаев како се прави, што се прави, го земав, го преработив и од вицот, не знам, од 7, 8, 10 реченици, направив 15 минути перформанс. На струмички, значи отидов носија струмичка, све облечен, топтан. Каде најде таа струмичка носи? Ајде да кажеш. Кај се. Звониш на некој струм, взимаш некој Не бе, пријател? дедо ми беше основач на едно играорно друштво на времето и ги имаше сите. Да јас помислев да немаш Сите комбинации. тука еве родни или нешто. Не бе, у Скопје има струмичка носија, можеш да најдеш. Добро, знам. Сега не е баш та, да речам. Јас да ти кажам право, не знам како и за струмичка носи. Како е Па и ја не знам, брат, сум заборал, тоа беше пред 10 години. носи. Слънце. Си Тоа имаш на секој. Бушева азбука треба Да, видам. треба да отвориме таму да видиме се на Бушева. потсетиме на Бушева Да, може и азбука сега и ако сакат да пуштат 2-3 слайда од Бушева азбука, не е проблем. Слънце. И тоа ми беше, значи, првиот мој стендап настап, кој што да речам наликуваше на стендап на времето, значи пред 10 години ти зборам, е на струмички диалект, струмичка носија. Тоа е еден куриозитет вака, кога веќе стана збор за струмица. Еве, тоа е добро да се знае затоа што ја си почнал со струмичка тема твојата кариера. Да, а иначе тргнав кога ме праша нели стендап зошто штао, тргнав пред 4 години. Значи тогаш одлучив, усредно сакав да се бавам со тоа, а дефинитивно одлучив пред 4 години точно во таму септември, октомври негде. И Првиот профи настап каде ти беше? првиот настап ми беше на 24 ноември у еден ресторан во Скопје, кој што тогаш на времето почнуваше заедно со мене. И тој се отвори ноември, и јас почнав во ноември, ја врзавме таа приказка. Денеска е еден од најелитните ресторани во Скопје. Добро, сега не сакаш да го спомниш. Па нема смисла се, не дека неќам да не си направите вие проблеми, радиодифузија, Кажи го, ќе оттитнеме. да опција, ако не боле. Вида дека еве застана неколку пати така луѓето почнаа да поддржуваат, сметаат дека Така, тоа не се да, глупости. да, не се глупости, тука има некоја приказка, има некој концепт и ето пред 4 години тргнав, почнавме на YouTube, денеска тие клипови се супер гледани, така да денеска имаме. Сме кај клиповите стои некоја продукција за те. Нема продукција. Гледам тоа добро измонтирано, направено е скоцкано. Значи тоа е све пионерски почнато пред 4 години, значи пионерски со мои пријатели, мои другари, мои колеги кои што јас почнав тогаш бев и студент на ФДУ, значи имав и колеги кои што ми помогнаа да ги снимам клиповите, колеги кои што ми помогнаа да ги измонтирам. И ги монтираше ти сам? Значи јас бев на монтажа пристан со точни минути и секунди кога да се зема од кое време значи едноставно јас го склопував клипот, само што не знам да го работам програмот. А понатаму сега веќе, значи после 4 години веќе од следниот клип, значи веќе излезе два нови, сега веќе од овој третиот клип што ќе го вадам Кој ќе биде тоа? Еве да го прикажеме. Па Ние ти два ќе пуштиме, имате еден, два ќе пуштиме, ама третиот сега е на тема кладилница. Тоа е доста интересно. Интересна може тема. да скаже и веќе и вечна тема може да стане. Тоа е више вечна тема и таа тема ќе ја уклопиме. Сите паѓаат за една, сите како не ја пишат таа, ја пишат таа и се ти Братче, сега ти кажам, значи кладилница ти е исто као црква да идеш. Значи кладилница и црква има многу додирни точки. Ајде ги слушнем. Кога влагаш во кладилница, влагаш од десна нога и се крстиш. Така. Да. И у црква се крстиш. У црква се молиш и ваму се молиш. Добро, таму на телетекстот сам. Се молиш, братче, викаш, да, телетекстот ти како икона. Сакаш викаш, леле, дај Боже да падне, дај жити мене, разбираш? Тоа е тоа. Имаш, не знам, ваму имаш стално на некој што можеш да му кажеш, леле, брат, ме сјеба система по кладилница, леле, види оваа ме сјеба. Ваму имаш поп, идеш на попот му и на попот му Може да кажеш. се исповедаш, да. И на му кажеш, попе, и мене ме јебе системот.
Ме јебе системот, бе, брат. Ова, нели, системот како општество земена паралела, разбираш? Да. Ме јебе системот, а имам 3 од 6, горе у ступ ми стојат жена, деца, вработување и стан. И вика од сите 4 ступ влага само едно, знаеш ли кој е? Деца. Не да влезе вработување, не да влезе ока. Дори вика, жена ти, па таа прва ме заева, бе. Одма ми пропадна липчето, ради неа. Значи, клипчето... Извадок ова муабете и мал извадок од тоа. Мал извадок, да, тоа клипот ќе се измонтира, Мерче, ќе има, мал, да, ексклузивно прв пат кажува на телевизија. Yes, еве ние имавме таа чест и благодарам што тоа го сподели во нашата емисија на нашиот Шанк. Така. Ние Тука Шанкчето малкучко има некоја... Добро, сега почна всичко да замеруваш. Не, заменило тоа треба. Нема да го фати камерата, зал далеку сме. Затоа и ги поставуваме таа камера. Да, од подалеку, да не се види флеката, да, ако. Тоа за Охрид беше доста интересно. Добро, не ти се налутил. Како бе не ми се налутил, јас си у Охрид немам по 1-2 години. Сериозно? Да, види, добро сега, кај нас малце е така, по културата малце е на подруго ниво, мислам, направам паралела Охрид и Загреб. Во истиот период кога го напишав клипот, па немаше година дена, отидов за Загреб и настапував на најголемиот стендап фестивал таму, каде што се собира она буквално кремот од стендап комичарите од бивша Југославија, да, у Загреб. И јас неколку месеци пред тоа имав самостоен one man show у Загреб, у таа едно најстариот стендап клуб у бивша Југославија. На македонски се зборуваше? Не, српско-хрватски. Не, брат, не разбира. И џабе ќе си го трошиш време. Џабе времето, као сега од Струмица да дојдеш ти у Скопје да збориш на струмички стендап. Никој нема те разбере, брат. Тоа со титул треба да иде. Или над синхронизација, како на собрание над синхронизација ти прават. И сега го кажа тоа, го жена му го земала, го изварала, значи тоа ќе се... Добро, доста ми е чудо тоа, како брзо тоа го преведува тоа што зборува со... Брат, не знам. И отидов тамо... секунда понапред. И слушай сега, паралелно ти правам споредба, значи у Охрид го направив клипот, тоа беше ругање, тоа беше закани по живот, тоа псување мајка, татко, све. Абе хаос. Ако нека стојат. И отидов у Загреб после неколку месеци и ми ја дадоа честа да го отворам фестивалот како прв македонец кој што воопшто настапил на тој фестивал и вика еве Бојан отвори го ти пошто прв македонец, еве ти правиме чест. Ја го отворам фестивалот и зборам 25 минути имав простор, 20 минути за Загреб. Како што зборев за Охрид, 20 минути. Зборев 20 минути за Загреб, 2 минути за Раде Шербеџија и 2,5 минути за нас македонците. Значи, пази, тука седи градоначалникот на Загреб, не знам, Тони Цетински, не знам, пола тука пургерски крем, тука пола. Само Северина не беше дојдена. Сите беа дојдени. Штета. И ти, штета за Северина. Да, ја имав ки предложив еден филм да снимиме, ама ништо. И Актер си. актер бе брат, че актер. И брат, зборам, пази, 10 можам, не 10 пати, ама 5 до 6 пати поригорозно тоа што го зборев за Охрид на Не реагира. Чи не абе реагираат, се смеа, вика леле, вика браво, тоа, абе како вика усрш. А јас пази, тоа искуство ми од тоа што бев 10 дена у Загреб, кој имав континуирано настапи тие 10 дена и јас од таму собрав причи у трамвај, у трафика, у диско, на плоштад, у кафич, у ресторан, собрав причи кои што мене непријатно ме изненади, али јас тоа го искористив за да направам една приказка убава која што беше симпатична и која што беше многу убаво прифатена таму. Значи, Таа култура нас види колку ни е разликата. Овдека ќе удира по мајка, по татко, по сестра, по баба, по дедо, по војна. Абе може оти си од Македонија си странец, затоа и не ти кажеле ништо, да беше некој може и друг тоа да е, од не Хрватска, знам. Не знам што ќе си имало Не случај. знам, да, можно е. Велам еве актер си, професионалец, немаш некој ангажман освен тие стендапи кои што веќе ги спомнавме многу пати, за кои што знаеме дека го работиш тоа, нема некој театарски ангажман, нешто, некој филм, некој македонски народен приказки, само тоа се снима. Некој приказки. За жал македонски народни приказки многу се снимаат, братче, ама јас мојата политика на водење на кариерата е дека малце ќе ги заобиколам тие народни приказки. Еднаш се поев од кејф. Сакав стварно. Имаш Кејф ми некој, беше. како се више, попоти каде? Не знам, не е битно, попоти каде и попадикате. И сниме 2-3 од кејф, чисто како да се појам, пошто со нив сум израснал, онака, баш од кејф. А иначе, еве, снимав сега серија на Алфа и Дешова Цимери, уште оди, у меѓувреме снимав филм До Балчак со Столе Попов. Беше во филмот, така? Да, може не таму тонка брада имам, да. Нема да те познаем. Уствари у клипот за Охрид, брадата што ми е таму, ми е за тој филм.
Јас го снимив на напишеш тука го снимив тој таму 1-2 јуни го снимив, на 10 јуни отидов за Битола кај што го снимаме филмот. 6 месеци невричен, толка брат, мачка на тебе, како ти кажам, галиш ти е мачка. Уште го немам јас гледано тој филм Глобалчик. И театар бев исто активно Скопје пред неколку години, меѓутоа сега некако стендап влијавам дека многу полесно може да многу полесно продира. Значи у театар у Скопје нека си увргла нон-стоп, немаш да имаш 10, не знам, 15, 10 представи на репертоар, ќе те видат преку сила 7-8-10 илјади луѓе годишно. А со стендап тебе сега правам турнеја низ Македонија. Сега идам од 10 градови, пример 10-15 градови само во Источна Македонија, па само во Централна, само во Западна, значи не 30 на 35 градови ќе заокружиме, ќе те видат над 10-15 илјади луѓе за многу кратко време. Еве Маријан Георгиевски се проби благодарение на стендап. Тој беше актер, меѓутоа не знаеше никој за него, направи неколку интересни стендап. Па тоа е приказката, значи. Благодарение, еве интернетот помага ако си помага, креативен, да. ако знаеш. Види, публиката сама си филтрира. Значи, ако почнеш, многу е битно како ќе почнеш. Ако првите клипови ти се добри, тоа ти е понатаму пас, тоа ти е како пеач која се појавува. Ако у почеток првите 2 песни му се хит, после што сака нека пее, сите му се хит. го почитуваат и го сакаат. Така и со клиповите. Многу беше битно да и не само него, и туку сите нас кои што пробавме со ова да направиме некаква стендап сцена у Македонија, пошто ние сме утепани, ние немавме ништо на ова. Сега има, Сега има, зборувам пред 4-5 години. Ние кога ние кога почнавме, србите веќе има 2-3 години више стендап сцена. А ние кога почнавме, хрватите више има 6-7 години професионален стендап клуб. Значи, замисли колку сме ние назад. За Словенија некам да зборам, брат. Освен тоа што велеше ангажмани во телевизија, нешто да готвиш некоја емисија за готвење. Брат, јако знам да готвам, тоа само по себе е смешно, пошто може и сега има и такви многу. Тоа е само тоа може и не знам телевизијата да остане без инвентар. Запалам нешто ќе дигнам у ваздух, брат. Друг ќе готват, ти само кажеш како е тоа че ја може да го нервирам само. Да, не е добро, солено е многу. Сега, не готови се јувките, сега ставиме ока. Не, чекај путер, не тоа, чекај дај да пробам. Пржи, знаеш што највише мрзам кога пржам компири? Нели, кога ти пржиш компири, девојката е тука постојано со тебе и ти пржиш компири. Братче, еднаш ќе пржиш компири. Знаеш, еднаш ќе ја изненадиш, после она сака ностоп да изненадена. И ја ќе испржам еднаш компири 2 пати и после тоа станува пракса. Испржи компири. И ќе пржиш, шо ќе? Братче, екамо да земеш да ги изљупиш, испржи компири. Тоа подразбира да сечеш, да љупиш и да пржиш. Имаш некој идол, еве, некој од кој што се учеше, го гледаше, го пратеше во стендап комедијата. Има некој тој кој што сметаш дека е човекот по кој што требало да тргнеш на некој начин во стилот на. Па види се, ја у принцип многу го почитував Робин Вилијамс. Велам го почитував, пошто нели веќе не е меѓу нас. Го почитував многу него, затоа што мислам дека со него сме многу слични, не во мислам не правам сега јас според меѓу Роналдињо и првиот напаѓач на напредок Кичево, да не се сватиме погрешно. Добро, напредок во втора се. Па сакам да ти кажам да не бидам така сватен. Беа во прва. Пошто нели стално викаат нели ДМК Пандев е добар, а шо бе, па боле од Меси или не знам, разбираш? Значи такви да минам погрешно сватен. За мене секако Пандев е боле од Меси, ама кога искочиш надвор од Македонија ќе кажеш дека Пандев е боле од Меси, брат. Ева дојди да ти објаснам 2-3 работи. Така што кога го спомнам Робин Вилијамс, кога велам дека имаме некоја слична нота, не мислам тука на квалитет или на не знам што, туку зборувам во однос на изvedба и перформанс, енергијата која што он ја споделува со публиката. Значи он е многу енергичен, многу брз. Мислам дека беше енергичен и брз. Да, беше енергичен и беше многу енергичен, беше многу брз во јас пошто уште му ги гледам настапите и ми е како да е тука, да. И некои настапи сум му ги гледал по саат и по што му траат и по 5-6 пати ги имам гледано. Така да мислам дека таа енергија која што он ја носеше со себе и начинот на интеракција и комуникација со публиката и брзината со која што ги реагираше ситуациите, мислам дека тука сме многу, мислам, од него учев. Сакам да кажам, од него не сум го ископирал тоа, туку сум го препознал како квалитет. Да. Сум го да го земеш и сум го знаеш, издигестирал и сега јас сум го претворил во некој свој квалитет. Да. Така што мислам дека од него доста имам научено
Идоли у принцип немам. Значи немам идоли, не идеализирам никого. Почитувам. Тоа малку детско прашање, кој ти се идоли? Па да. Кој ти е омилен глумец? Да. Кој ти е омилена пеечка? Дали тоа значи дека еве вие стендап комичарите кои што сте полни со енергија, со позитивна енергија да ја насмеете таа широка публика, сте истите и во приватниот живот. И девојката да ја прашам, каде е? Каде е девојка? Чекај, не ја питај брат, пошо. Сигурно е посукалото поедено. Така прави, Да. И по-намкјур од него нема, така ли? Па нашо вика, една другарка вика, леле вика колку ти завидувам, вика што Бојан ти е дечко, вика камо да ми е мене вика мене вака да ме смее цело време. Ама не е така, мислам, и ние сме луѓе, и ние носиме некои проблеми, некоја тежина, и ние имаме душа, и ние живееме во истото општество во кое што живее и публиката, така што и ние се соочуваме со секои дневните проблеми, апсурди или и позитивни страни на нашето општество. Така што, како ти кажам, луѓето очекуваат во секој време да си насмеан. Ја, у принцип... така е. Види, у принцип така, колку и да може би некој ќе рече дека нема врска, но мислам дека во секојдневното... Кога те среќават, сите се насмеани. Не брат, чекаат нешто да кажеш. Умало, кога ти вика, глумац каже еден виц, разбираш, кога проаѓаш умало, тоа е врвот на апсурдот, али мислам дека колку и некој може да рече нема врска, но според мене има во секојдневното живење на комичарот, сега не од улога на актер, туку од улога на изведувач на комичар, мислам дека многу влијае тоа кога си во различни друштва со различни луѓе, да бидеш позитивен. Значи да бидеш насмеан, па ете не да правиш мајмун од себе, но зошто да не фрлиш 2-3 фори да ги насмееш луѓето и да им Ама луѓето се незаситени. Так. Сакаат постојано и се тоа да го правиш и после се осеќаш како дворски шут во едно друштво. Да, значи сето тоа за тоа велам, зошто да не им фалиш 2-3 фори, но не да биде тоа нападно или да те доживуваат како несериозна личност. Да. И тоа во принцип треба да си насмеан и спонтан и да иако искористиш ситуацијата да направиш шега на своја сметка и на први на своја, потоа и на другите, за да не бидеш погрешно сватен. Треба да ја искористиш и да направиш една, нели, гест, шала, зебанција некоја, што мислам дека у принцип така и си ја ствараш дополнително, го шириш кругот на публика, затоа што ќе те Бојан е позитивен, да, бевме со него, искочи, него знаев, ја мислев прето дека е намќор, дека е дигнат, дека вака знаеш ке лигав, вака ќе им покажеш дека да, некој пат и ти не ти е денот, демек, што ти е брат, зашто ти ја, знаеш, луѓе што прв пат те сретнуваат, ќе седнеме од друштво или нешто. Извршители ми дојдат дома. Извини, ама не можам денес. Денеска извини, да. Ако сакаш ми ја зема куќата, братче, дај 50.000 евра да ја решиме проблемот, да, така да, тоа е муа. Јас ти благодарам многу што одвои време и беше дел од нашата емисија Шанк, значи уште еднаш да ги потсетам гледачите дека во сабота во 19:30 во Антон Панов Бојан ќе има стендап настап. Значи да не пропуштите 19:30, а ние еве за крај, на самиот крај од нашите емисии ќе видиме еден твој стендап од оние поновите, па еве да ги насмееме, да останат насмеани нашите гледачи уште некоја минути. Благодарам. Јас само ќе ги поканам уште еднаш лично, да не испадне дека се ти ги канеш. Се ти ги канеш, да не мислат дека пиечки ќе дадете пошто на Шанкот. После тоа не смееме, има деца гледат. Деца гледат. Да, значи сакам да ги поканам, да ја поканам струмичани на 75-минутно шоу, да дојдете на стендапот во сабота, како дел од мојата голема Тур де стендап турнеја и да ви кажам дека го избрав најдоброто, склопено во само 75 минути и ви ветувам дека ќе се смеете на секој 20-25 секунди, ако не е така ќе ви ги вратиме парите. На пензионерите веќе не треба да им се дава нешто од кан. Прво од нив не може да се качиш у автобус и тоа у вторник, петок, сабота и недела. 4 дена на делот имаат автобус? Ја не знам дека било толку многу. 96 сати, бе. Колку? 96 сати. Од колку можни? Прав. Појма немаш математика. Појма не се курчи кога немаш математика. Не го употребуваат, туку го злоупотребуваат. Утреска емисија сакам да се јавам, не може, брат. Значи, пошто е гага. Сваќаш, значи, не може. И каде е гага, тамо се они. На појадок на мост доаѓа, торбата ја отвори, вака. Ова е за едната внука,
ова е за другата внука, држи стојне кесава, дај отворија другата, ова е за третата, ова е за син ми, ова е за у Германија, ова што ќе оди сега да го испратам. Зашто? Пошто е гага. А у понеделник, среда и четврток не можеш да се јавиш на доктор да ти Зашто? Пошто е гага, бе, брат! Ете, затоа не треба да им се дава веќе ништо, што? Гага!